Последниот дел од форумот за филантропија го посветуваме на паралелните групни сесии, од кои ќе имате можност да научите многу од говорниците од семејството за локални работи, односно Local Works на USAID, и секако активно да се вклучите во дискусиите. Првата група ја отвара темата за негување на културата на донирање. Многу пати досега сме повториле дека е особено важно донациите да бидат добро осмислени и да завршат онаму каде што ќе придонесат за трајно решавање на клучни општествени предизвици. Во рамките на оваа група ве запознаваме со колеги што филантропијата ја негуваат и во руралните средини, и во групата секако бараме да ги споделите вашите совети на темата како да се воспостави култура на донирање која ќе подразбира вклучување на различни сектори. Најдобрите примери со нас ги споделуваат господин Бесир Дерњани, извршен директор на фондацијата Албис од Северна Македонија, господин Петар Ѓоргиевски, председател на мрежата за рурален развој, и госпоѓа Невенка Лонгурова-Гирова, извршна директорка на фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Модераторка ќе биде госпоѓа Сандра Анастасовска-Кузмановски, проектна раководителка во Конект. Продолжуваме со втората група. Втората група ја опфаќа темата за младинската филантропија, каде што ќе провериме дали младите сакаат да донираат. Но ќе слушнеме и добар пример за тоа како на младите им се овозможува да развиваат знаење и да создаваат филантропски акции за волонтирање, служба на заедницата и донирање. Ги бараме во овој дел секако и вашите идеи како младите да станат наши најглавни филантропи, односно филантропки. Ирина Додевска, програмска соработничка во Конект, ќе биде модераторка во оваа група и ќе ви помогне да дојдеме секако до саканите одговори, а најдобри примери ќе сподели со нас господинот Борис Шарковски, програмски директор во Фондацијата за развој на локалните заедници од Штип. Продолжуваме понатаму со следната, односно третата група, која што ќе обработува темата за дигиталната филантропија. Тоа е предизвикот кој што го зададовме на нив. Ќе провериме како масовната дигитализација и подемот на социјалните и дигиталните медиуми, впрочем, ги насочи и граѓанските организации кои делуваат на полето на филантропијата да се прилагодат токму на оваа промена во обид да допрат до своите целни групи. Како дигиталната филантропија го олеснува донирањето, но и за нашата платформа за групно донирање ОПОП, дознаваме од господинот Тоин Гбадамуси, основач и управен директор на Индиго, како и модераторката во оваа група Ирина Хаджимитова, програмска соработничка во Конект и секако раководителка на платформата за групно донирање ОПОП. И последната, но секако не и по важност група, ја отвара темата за зголемување на довербата во граѓанските организации. Несомнено, граѓанските организации се соочуваат со низа предизвици во своето работење, а години наназад поделени се ставовите во поглед на довербата во граѓанските организации. Од оваа група ќе слушнеме и за предизвиците и што прават граѓанските организации, впрочем, за да ги надминат истите во рамки на своето работење. Во оваа група очекуваме конкретни предлози како да се подигне довербата во граѓанските организации кои што вредно работат и впрочем носат значајни промени. Најдобри примери со нас поделува господинот Суат Скендери, програмски менаџер на Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико, а модератор на групата ќе биде господинот Виктор Мирчевски, програмски директор во Конект. Ве оставам да започнете со вашата работа по групи во наредниве 30 на минути, а потоа од вашите представници ќе слушнеме за делот за клучоците од вашите групи. Повелете со работа. Почнуваме со првата група. До какви заклучоци дојдовте? Кои се вашите препораки? Како да ја негуваме културата на донирање? Ти благодарам, Никола. Навистина многу интересна и би рекла длабока дискусија за како да подобриме културата на донирање. Тргаме од мали ноза, пред се веруваме дека во образованието треба да бидат направени првите промени и оттаму да почнеме да ја негуваме културата, поради тоа што
доколку се вклучат филантропски активности во образовниот процес, така ќе се осигураме дека учениците и младите се поттикнати да донираат и дека тоа ќе може да го практикуваат низ рамките во целиот свој живот, а понатака ќе можат и да носат одлуки кои ќе промовираат самата култура на донирање. Потоа сметаме дека бизнисите се доста значени, но пристапот кон нив треба да биде да ги ставиме на иста маса заедно со сите други учесници во самите активности на донирање. Пред се тука мислиме и на граѓански организации, но и на институциите, но тоа што веруваме дека ова, кога збориме за стратешки пристап, треба да биде и на национално ниво, каде што филантропијата и меѓусекторската партнерства треба да бидат метнати во стратегиите на државата, поради тоа што од државата понатака и во развојните стратегии на државата, па и до институциите, треба тоа да го имаме како индикатор кој ќе обезбеди дека ќе имаме на национално ниво поставеност на филантропија и ќе можеме стратешки да пристапиме, но не и ние како дел од представници на граѓанските организации, туку пред се и како целокупна посветеност на филантропијата на национално ниво. Треба да имаме различни, се спомна и различни алатки модели и практики кои се доста успешни. Моите колеги од програмата Лука Врк сите споделија различни активности. Тука можеме да кажеме дека им правиме колегијална посветеност и колегијален пристап во самото донирање, односно притисок, социјален притисок, но и, како да кажеме, бизнис притисок да биде дел од оваа успешна приказна. Тоа значи дека самите меѓу себе си се конкуренција бизнисите за позитивни промени. Можеби тие се конкуренција во самиот свој бизнис, но пред се кога збориме за позитивни промени, добро е да ги повлечеме и баш да им биде притисок да направат нешто подобро. Значи да гледаат од другите примери кои се успешни во нивниот сектор и самите организации и институции да се приклучат, но бизнисите да го водат ова. Значи бизнисите сами да сакаат да бидат дел од оваа приказна и тука сметаме дека тоа што ќе го промовираме, тоа што ќе ги поттикнеме да седат на таа маса каде што се одлучува за филантропијата и за добрите успешни приказни, ќе им овозможиме они да се стават во својата стратешка матрица и филантропијата. Имавме многу добри локални приказни. Тука можеме да кажеме и тоа е добро дека добриот пример може да делува многу ефективно во малите заедници. Колку правиме подобро во малите заедници, толку таа приказна повеќе ќе одекне и на национално ниво, но прица ќе биде добар пример и ќе ги охрабри граѓаните дека може да учествуваат во своите заедници. Колку веруваме дека колку повеќе граѓаните ги вклучуваме да учествуваат во заедниците, толку повеќе тие ќе сакаат да бидат дел од таа приказна. Значи да обезбедиме можност и прилики за тие да се вклучат во самите активности. Тоа може да биде од еколошки пристап до чистење на реката, до садење на садници со цвеќе и да ја разубавиме можеби некој училиште што не било ништо направено до сега. Имавме такви примери, значи да најдеме начин и донирање профит и донирање на производи кои може понатака да обезбедат средства за други потреби на заедницата. Отаму стигнавме до тоа и дека потребите треба да прашаме кои се вистинските потреби, значи да не претпоставуваме како донатори, заедно со корисниците и со оние кои го поттикнуваат донирањето, да направиме модели кои им одговараат на потребите на граѓаните и пред нив да ги прашаме што сакаат која промена сакаат да видат. Тоа значи да поттикнеме дискусии за каков локален развој сакаат да имаат во заедницата. Јас да не должам многу, имам уште многу тука, но сметаме дека можеби сите овие заеднички активности беа доста значени од тоа што можев да запишам, но повеќе можеме и тука, секако можеме да кажеме дека на сите учесници ќе им бидат споделени и сите овие забелешки, па ќе можете можеби дополнително коментари да се дадете и на онлайн повеќе. Да, ти благодарам, Сандра, за заклучоците од првата група. Сега е вистинско време да одиме и во втората група, односно да видиме дали младите впрочем сакаат да донираат, во какви активности се вклучуваат младите за да негуваат културата на донирање и кои се всушност бенефитите од младинската филантропија. Претпоставувам, Бојана, ти ќе ни ги пренесеш заклучоците. Благодарам. Ние зборевме за младинска филантропија. И прашањата и одговорите што ги добивме беа дека многу е важно младите да бидат оставени сами на себе, не секогаш да
другите да се борат за нас, дека да, поддршката од постарите е многу важна заради тоа што ни го пренесуваате вашето знаење на нас, за да не правиме грешки, за да ни биде полесен патот и се останато, но дека најубаво се учи кога ќе направиш грешка и кога ќе искочиш надвор и ќе видиш каква е реалноста. Зборевме за тоа дека например, не секогаш е важно да се направи институција и да кажеме еве, за младите има сега нешто, кога тоа може не е вистинскиот проблем и не е вистинското решение за нас, дека може за некого решението е да се основаат, например, некои заедници каде што ќе се пренесуваат знаења, или некои такви слични работи, и дека јас лично го поставив прашањето дека на нас нели се очекува и секогаш го слушаме тоа, вие младите сте иднината, многу често дека например кога ќе идеме во институции не сака да не сватат сериозно затоа што нели ние сме млади, па ние повеќе знаеме од вас, но дека е многу битно да бидеме истрајни, да се бориме за тоа што го сакаме и да дојдеме со информации, да дојдеме дека ние ово и ова сакаме да го решиме заради тоа и тоа. Да не дојдеме само ние сакаме да направиме нешто, ама не знаеме како. Тоа е тоа. Фала ви. Благодарам, Бојана. Секогаш е вистински начин да се слушне гласот на младите. Одиме со третата група, дигитална филантропија, односно дали дигитализацијата го олеснува донирањето, кои се предностите на дигиталната филантропија и дали може да биде безбедно донирањето. Ирина ќе ни ги даде одговорите, повели. Да, ние си дискутиравме во групата, прво го искористивме Ентони и неговото опсежно познавање од овие области, така малце да не посоветува на ниво на организации, како нашите пораки да ги направиме да се значајни, како да стигнеме до таа публика што нам најмногу ни значи. Меѓутоа, интересно е тоа што свативме дека всушност тоа што треба да го направиме е многу уско да се насочиме, да дознаеме точно што сакаме да постигнеме и која е нашата вистинска публика, која што ќе може во наше име на локално ниво да ни ја раскажува приказната, затоа што краудфандинг платформите и сите тие копчиња за донирање не значат ништо ако не слушнат луѓето што е тоа што ние го правиме и они со нивни зборови, со емоција која што може да се сподели само еден на еден, може да ни ја раскажат приказната во нашето име. И всушност свативме дека и дури во дигиталниот свет луѓето се клучната алатка да стигнеме до луѓето, да пренесеме нашата порака и важноста зошто токму нас да не поддржат. Зборувавме за тоа дека точно многу е полезно кога и донирањето е навистина полесно кога нели има вакви дигитални платформи, дека всушност границите на нашата заедница, на нашето село, град, држава се рушат и всушност стануваме видливи за целосната заедница. Меѓутоа паралелно го начнавме малку и тој елемент, па колку тоа можеби ќе допринесе да го изгубиме оној директен контакт со луѓето, така да секогаш треба паралелно да работиме, да овозможиме дека и понатаму нашите пораки ќе бидат пренесени. Подпирањето многу на дигиталните алатки, поготово нели овие нови трендови за AI и за ChatGPT, дека точно може да се искористат, меѓутоа сепак теренски, она што ние го правиме со луѓето и како ние ја раскажуваме приказната да е соодветно локализирана, е најважно. И на крај, за да не должиме многу, спомнавме дека имањето кампањи на овие краудфандинг платформи не е пасивна алатка за прибирање средства, дека всушност организациите имаат многу работа и пат што треба да го истрчаат за да луѓето ги донесат на тоа копче и некој да стисне донирај, а за да тоа се направи долгорочно и континуирано, треба да сватиме дека довербата е нешто што се гради, дека затоа треба да сме транспарентни и да ги известуваме отчетно нашите донатори што се постигнуваме, а постигнуваме многу, а некогаш зборуваме малку. Значи, што постигнуваме со тие донации, за да секој се осети вреден, дека секој одделен денар од нашите пари, од нашата плата, навистина отишол на правилното место. Благодарам,
Катерина. Убаво ги спомна отчетноста и транспарентноста, едни од клучните чекори можеби кон зголемување на довербата во граѓанските организации, но секако тоа не е единствениот начин како да се зголеми довербата во граѓанските организации. Виктор, мислам дека ги има вистинските заклучоци. Ти благодарам, Нико. Многу интересно што коинцидираат заклучуците со другите групи. Најверојатно довербата е најбитниот зачин во сеона за кој што зборуваа групите. Се соочуваме со предизвик како граѓански организации, имаме ниско ниво на доверба помеѓу различни чинители, но не и помеѓу нашите заедници и граѓаните. И свативме дека мерките на бивајки тука во заедниците, правејќи активности што се јавни, покажувајќи ги нашите активности е најдобар начин на градење доверба. За жал, организациите што работат со маргинализирани заедници, роми, сексуални работници, корисници на други, некои што се можеби на црвената етичка линија, уште повеќе се соочуваат со овој проблем, затоа што тие морај да едуцираат за својата работа и всушност донирањето ќе биде некој трет чекор. Има неколку чекори однапред што треба да ги направат за да си воспитаат сензибилизирани до донатори. Медиумите се клучни во тој дел, зборувавме за менување на наративот и кон групите со кои што овие организации работат, но и кон граѓанскиот сектор, затоа што се забележува дека злоупотребите на донирањето многу повеќе одекнуваат од добрите примери. Медиумите тоа го менуваат и НЗС се наоѓа во комуникацијата преку корисниците на организациите, преку граѓаните, преку токму животите кои што се засегнати, затоа што тоа е и привлечно и за медиумите и за јавноста и многу убаво покажува што ние како сектор работиме. Едукацијата секако се наметна како уште една мерка. Имавме многу убава сугестија од бизнисите, тие често имаат недоверба затоа што добиваат барања за донации за адхок активности, за една активност. Би имале многу повеќе доверба доколку бараме за годишни програми, доколку бараме за подолгорочни стратешки планови во кои што ќе бидат сигурни дека ние ќе обстанеме и како иницијативи и како организации и тоа им влева повеќе доверба дека е паметна инвестиција за бизнисот и дека на тој начин можат да имаат доверба во донирањето. Спомнавме и механизми како знаката за доверба, етичниот кодекс на МЦМС, нешто што ни дава некаква стандардизација и од трета страна потврда дека организацијата во која што ќе донирате можете да имате полна доверба дека работи како што треба. Не знам Суа дали нешто плюс. Заокруживме во баш во 3 минути. Благодарам. Дали има уште некој кој што би сакал да се истакне со некој заклучок или може полека да ви се заблагодарам за денешниот настан, присуството во тој случај. Задоволство ми е да констатирам дека денеска имавме навистина убав настан и споделување кои што беа вредни за внимание заедно со нашите гости од земјава и од регионот. Верувам дека се покажавме како добри домаќини и остануваме, нашата порака е дека остануваме отворени за секој еден од вас, току затоа и не двоумете се да ни пишете, да ни се обратите за било каков совет или поддршка, Конект секогаш тука ви стои на располагање. На крајот на денешниот форум за филантропија ми останува уште еднаш да констатираме дека филантропијата не зависи од еден, многу е важно луѓето да соработуваат. На Балканот има многу примери од кои што може да се учи и она што е потребно е токму тоа, поголема соработка на Балканот. Токму и затоа форумот за филантропија воден од оваа цел од национален прерасна токму во регионален. Ке порачаме дека е важно да се поддржува и стратешкото донирање и тоа да не зависи само од странските донатори, туку и локалните донатори да бидат мотивирани, но секако и активно вклучени во работата на граѓанските организации. И за крајот да ви порачам, секогаш кога ќе ви се укаже можност, не двоумете се да ја покажете вашата филантропија на дела. Се гледаме на некоја наредна активност да ги продолжиме нашите партнерства за донирање. Благодарам.